Видовме какво зло е љубовта кон парите и желбата за богатење, односно материализмот. И ветив минатиот пат дека нема да спомнам веќе ништо за тоа, меѓутоа сепак ќе ми послужи за да поврзам со следниот момент од Валам. И интересно што некако ми послужи Митре од драмата како врска или како алка меѓу овие два моменти, но подосна за Митре. Видовме всушност дека навистина парите се отепувачка и она што го заклучивме како за нас, како за христијани, за да не западнеме во таа стапица, е да ги поставиме работите како што треба. Еве, за почеток, вечерва ќе видиме преку молитвата Оче наш во Матеј 6 глава, всушност како исто може да ни помогне овој тип на молитва, што ја дал Исус, како да ги поставиме работите во материјалниот свет. Значи, Матеј 6 глава, ќе ја читам молитвата, значи Оче наш од 9 до 13, вели туку молете се вака. Значи, Исус ги поучува учениците и нас денес, како отприлика да ни изгледа, значи, формата на молитвата. И еве со што започнува. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Она што на Бога му е најбитно е да го прославиме Бога. И потоа вели да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Забележуваме дека, како што вели во подолу во истата глава, дека најнапред треба да го бараме царството Негово и Неговата правда. И во самата молитва го гледаме тоа. Значи, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Ова е клучниот момент. Чива ќе биде волјата. Тука е, мислам дека најголемата борба со секого од нас. Без разлика дали парите не се слабост или нешто друго не е слабост. Но еве како треба да почнеме, од кај почнуваме со молитвата. Значи да биде волјата Твоја. И тоа како на небото, така и на земјата. Како на небото, така и во мојот живот. И сега доаѓа материјалното, така да кажеме, меѓутоа забележувате 11 стих како гласи, вели, лебот наш насушен, дај ни го денес. Не преку леб погаче, како што велиме. Лебот наш насушен. Оно што е насушно. Оно што е најпотребно, оно што е неопходно, есенцијално. Значи, проблемот е кога бараме преку леб погаче, баш убава е она наша поговорка. И со тоа треба да се задоволиме. Видовме Павле пред се, ќе очитаме малку подолу исто и него, повторно. За да не западнеме во искушенија. Потоа вели простени ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме нашите должници. Знаеме ова што значи, меѓутоа ќе си земам за право пак во материјална смисла, ако бараме и ако се задоволуваме само со нашиот насушен леб, тогаш нема да паднеме ни во долгови. Затоа што некојаш окото наше ненаситно, бара многу работи, па немајки можности да тоа си го дозволиме со материјалните средства што ги имаме, тогаш ќе западнеме во долгови. Што исто е еден голем проблем на денешницата. И 13 стих вели, и не воведувај во искушение. А знаете, читавме и ќе прочитаме пак за да потврдиме уште еднаш во прво послание до Тимотеј 6 глава, дека желбата за богатење е големо искушение. Значи, и не воведувај во искушение, но избавени од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Парата е големо искушение. Го видовме тоа. Значи, не оди да се молиме со една ваква молитва, не воведувај Господ во искушение, а трчаме по парите и по богатството. Не оди. Затоа што еве го стихот 1 Тимотеј 6:9 вели:
А оние кои сакаат да се богатат, значи желбата за богатење, значи не станува збор за парата како пара, добар слуга е, меѓутоа лош господар, нели? Паѓаат во искушение, значи оние кои што сакаат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Значи, ја имаме желбата за богатење овде во овој стих и што гледаме? Се негативно, нема ништо позитивно во овој стих. Желбата за богатење значи паѓање во искушение, самите се местиме во искушение, во стапица, неразумни, штетни желби и кои што не туркаат во пропаст и погибел. Ништо значи добро од желбата за богатење. И потоа додава 10 стих, зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадоа, се отстранија од верата, се прободоа себе си со многу болки. Значи, не само што самите се ставаме во искушение, туку и тоа негативно делува на нашата вера. Не отстранува всушност од онаа патека, нели, со речникот на Павле, трчам, ја завршив трката. Ја задржа верата. Меѓутоа, ова желба за богатење всушност не отстранува од таа патека и одиме по патека на пропаст. И фокусот треба да е во 11 стих, а ти Божи човеку бегај од сето тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. 12 стих вели, бори се во добра борба на верата, значи борба е, навистина е борба, не е едноставно, зграби го вечниот живот, за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Павле не повикува да го зграбиме вечниот живот, да го остави материјалното, затоа што тоа ќе не одведе во сосем погрешен правец. Тој самиот во 2 Тимотеево 4:7 вели, извојував добра борба, значи, еве не повикува самиот да се бориме со добра борба, а тој, неговото искуство е, извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. Меѓутоа, желбата за богатење, што велеше погоре, стикот, со тоа всушност се отстрануваме од верата. Значи е погубно за нашата вера. Значи, љубовта кон парите не турка во искушенија да направиме некаква будалија, нели, како што се велеше во драмата, и не отстранува од верата, не го успорува трчањето, да кажеме така, не сплеткува, тотално не вади од патеката по која што трчаме и која што не води до крајната цел. Видовме и во Матеј 13:22 дека желбата, односно измамата на богатството е споредено со трње, кој што го загушува словото и стануваме неплодни. Сигурно дека тоа не го посакуваме. А од друга страна, Исус во Јован 15:5, оној познат стих, вели, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. Зошто без мене не можете да направите ништо. Во таа борба, навистина е борба, факт е дека живееме во најматериалистичко време и мора со сите сили, со Божја помош нормално, со Христа напред да ја извојуваме победата. И над материјалното и над се. А без него, Исус јасно ни кажува дека не можеме да направиме ништо. А другиот стих, оној, тие ми се мене одредница, значи многу јасно кажуваат дека без него не можеме ништо, а со него можеме се може преку Христа кој ни дава сила, во Филипјаните 4:13, и тој стих беше ставен во контекст на она Павлово искуство, како тој ја истрчал всушност оваа негова трка на верата. Зошто што вели Филипјаните 4:12? Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. Павле знаел што значи вистинско задоволство. Тоа е таа побожност која што представува вистинска печалба. Меѓутоа да бидеш задоволен затоа што си се богатиш во Бога, си богат во Бога. И Валам некогаш бил, како што вели Елен Вајт, добар човек и Божи пророк и трчал на таа патека, можеме така да представиме,
но вели подоцна отпаднал и станал дрчен или алчен. Значи, и ние сега сме, меѓутоа подоцна никој не ни гарантира. Валам некогаш бил, ама подоцна отпаднал. Значи, таа борба е секојдневна, буквално. Може денеска да стоиш, иако и писмото не поучува дека треба да се испитуваме дали сме во верата, меѓутоа утре може нешто да те одвлече од вистинскиот пат. Тоа е таа секојдневна борба. Парите на Валама му го измешале умот. Тоа е врската која што ќе искористам од драмата, како што на Митрата парите му го измешаа умот, така и на Валама му го измешале умот. А ѓаволот тоа сака да ни го измеша умот. Затоа што борбата е за умот. Додека Господ сака да умот да ни е сосредоточен, се знае на што? На духовното, на таа наша борба што ја имаме и со нашите слабости, греови и што и се не, со нашето јас пред се, најтешката борба. Ѓаволот сака да ни го измеша умот и тоа го прави со парите, како што тоа го постигнал кај Валама, а и со многу други работи. Валам паднал толку долу заради љубовта кон парите и нему му се измешал умот, што јасно се гледа од сторијата. Значи, буквално го гледаме како да е избезумен, како да нема здрав разум. Упорно оди, иако знае од предвреме, уште пред Бог да му го каже тоа, дека не е Божја волја тоа да го направи. Да иде и да го проколне Израел. Знае. Јасно му е, па бил некојаш Божји пророк. Како читате таму, го словува Бога како Јехова. Но, очигледно му е измешан умот. Тоа може би, мислам, низ целата сторија се гледа највеќе со, ќе кажам, со ослицата, со магарицата, меѓутоа факт е дека човекот не е при здрав разум. Тоа го прават парите. И тоа огромни пари. Валак му ветил се што сакаш. Иако тој хутриот вели, и полна куќа, како вели, полна куќа сребро и злато да ми даде, не би отишол, ама сака да иде. Дори таму во една прилика, во првата прилика што им вели, Господ не ми дава. Тато не ми дава да си играм со вас. Знаеш, како малико. Тато и мама не ми дават, јас сакам, ама тато не ми дава. Така изгледа. Значи, ѓаволот е тој кој што сака да не го измеша умот, а Бог сака неизмешан, односно среден ум, каде што се знае што е што, на што, каде му е местото. Се си има свое место. И еве, 22.7, некако полека се движим, ја реков тогаш на почетокот мини-серија, ова нема да биде мини-серија. Фала му на Бога за инспирацијата. 22.7 броеви, таму сме. Моавските старешини и мадијамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражење, стигнаа при Валама и му ја пренесува Валаковата порака. А пораката која беше, ја читаме во претходните стикови, да не повторуваме. Петиот стих вели таму при крајот, вели, го повика и му велат, еден народ дошол од Египет. Тоа не е еден народ, тоа е Божиот народ и Валам знае кој е тој народ. Не е тоа било кој народ, тоа е оној народ, Божи народ, со кого што Господ направи толку чуда и е благословен кога е послушен и не можеш никако да го проколнеш. Еден народ дошол од Египет и еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене, тој е 5 стих. Затоа дојди и проколни го овој народ, зашто е поселен од мене, така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата, а знам дека е благословен, и мајте сега и со ова, ѓаволот му го измешал добро умот. Какво ласкање, што слушнал за него, каква репутација го биела. А знам дека е благословен оној кого ќе го благословиш, а проклет е оној што ќе го проколнеш. За кој човек може да важи вакво нешто? Па не постои човек за кого може да важи вакво нешто, па нека се вика и папа. Да тој земе да благослови нешто, па ќе било благословено. Па нека е тоа и неделата, нели? И сега,
да го дочитам овој цитат од Патриарси и пророци 4.3.9, спомнав само една реченица. Валам некојаш бил добар човек и Божи пророк, но подосно отпаднал и станал дрчен. Меѓутоа, и понатаму тврдел дека е слуга од Севишниот. Нему му било добро познато што се Бог сторил за израелците, и кога пратениците дошли и му ја соопштиле пораката, знаел дека му е должност да ги одбие наградите на Валака и да ги врати пратениците. Едноставно знаел. Требало да им рече, ајд, одете си. Воопшто не ме ни доаѓајте веќе. Меѓутоа, ова, покрај парите, проблем му била и горбаста. Ласкањето е страшна работа. Ти тоа што ќе благословиш, ќе биде благословен. Имаш моќ, слушнавме за тебе, значи те бие таква репутација. И ако кажеш дека не можеш, тогаш ќе испадне дека ја немаш таа моќ. Значи тие играат на неговата играат на неговата гордост преку ласкање. Што е по дефиниција ласкањето? Ласкањето е претерана или неискрена пофалба со цел да се добие нешто за возврат. Ова е пак тип на манипулација. Да се импресионира некого или да се придобие нечија наклонетост. Често е мотивирано од себични намери и може да звучи сладкоречиво, но без вистинска искреност. И ја би рекол, ласкањето го билда егото. Ние сакаме да ни се ласка, да се разбере, мислам, луѓето сме такви, ние сакаме убави зборови да ни каже некој да. Сега, колку е тоа автентично така или пак е навистина ласкање, како што вели овде, значи неискрена пофалба, пренадувана пофалба, и што вели Елен Вајд во второто сведоштво 338 за ласкањето. Може ќе се изненадите. Секое ласкање треба да се отфрли, бидејќи тоа е дело на сатаната. И тука може да ставиме точка. Но, цитатот продолжува, вели, бедниот, слаб и паднат човек обично има високо мислење за себе и не му е потребна помош во таа насока. Секако паднатиот човек има високо мислење за себе, тоа е факт. Секој. И што сега уште ќе му го билдаш егото на некој? Ласкањето на вашите служители, се ова внимавајте, ласкањето на вашите служители е несоодветно. Тоа го изопачува умот, видите ли како делува на умот? Ќе ти го измеша умот, го изопачува умот. И не води кон кротост и понизност, сепак луѓето сакаат да бидат пофалени, а премногу често се случува и служителите да го сакаат тоа, проповедниците служителите, или кој да е, што служи во Божито дело. Нивната суета се задоволува со тоа, но на многумина им донело сето тоа проклество. Опомената е повредна од ласкањето. Или укорот е повреден од ласкањето. Видите што вели Елен Вајд. Иако укор никој не сака, а ласкање секој сака. Ама по природа, читавме какви сме ние луѓето, сакаме да не фалат. Меѓутоа тоа не води воопшто кон добро. Значи, Валам овде исто паднал. Му се измешал умот. Знаеле како да настапат овие. Но, имаме и поинакви ситуации во Библијата. Да се сетиме на Јосиф. Во Битие ќе отвориме, кога фараонот ќе му рече на Јосиф, моите мудрици не може да го разберат мојот сон. Битие 47:15 да читаме. Битие 47:15. Тогаш фараонот му рече на Јосифа, сонував сон, но никој не може да го протолкува. Чув за тебе дека можеш да го протолкуваш сонот, штом ќе го чуеш. И што вели Јосиф? Да, точно е, имам таква моќ.
Што вели 16 стих? Јас не можам ништо. Му одговори Јосиф на фараонот. Туку Бог ќе му даде вистински одговор на фараонот. Ево е вистински одговор на Јосиф. Значи, вистинските Божи пророци биле понизни пред се. Скромни, да. Што да кажеме за Данијел, 2 глава Данијел, исто околу сонот, сега на Навуходоносор. Ајде да се подсетиме тие стихови, многу е убава и неговата молитва, ќе ја прочитам во тој правец, кога се молат, нели, Господ да им го открие значењето на сонот и самиот сон. Данијел 2, од 26 до 28 првин читам. Или царот му рече на Данијела, кој се викаше Валтазар, дали си способен да ми кажеш што сонував и што значи сонот? И Данијел одговори пред царот. Тајната што царот ја истражува, не може да му ја откријат на царот мудреците, волшебниците, гадачите и проколнувачите. Ама има на небото Бог кој ги открива тајните и тој му го соопшти на царот Навуходоносор она што ќе биде во последните денови. Од 17 стих сега се враќаме назад. Данијел влезе во својата куќа да им каже се на Анани и Мисаел и Азари, на своите другари, за да молат милост од небесниот Бог заради таа тајна, за да не загинат Данијел неговите другари со другите вавилонски мудреци. Знаете дека било кажано дека кој нема да го протолкува, ќе го изгуби својот живот. И му се јави тајната на Данијел во ноќно видение, а Данијел го благослови небесниот Бог. И слушате ги зборовите, Данијел го прифати словото и рече: Божјото име да биде благословено од века до века, негова е мудроста и силата. Тој ги менува добрата и времињата, ги руши и ги поставува царевите, им дава мудрост на мудрите, а знаење на проникливите. Тој ги открива длабочините и тајните, знае што е во темнините и светлината живее во него. Ево гледам и Данијел, понизен, скромен, што рече Коце. А и 23-тиот. Тебе те славам и фалам, о Боже, на моите татковци, зашто ми даде мудрост и сила. Еве ми го откри она, зашто те молевме, ни го откри тоа што го бара царот. А од друга страна гледаме Валам дека ништо не реагира, одма си ја прифатил ова реченица, значи ова ласкање. Супер му дошло. И одма гледаме дека нешто не е во ред со неговото срце. Значи, срцето, умот му е измешан и од парите, и од она како го прикажале. Значи, и паролюбец, и горд, и затоа му делувале, значи, му делувале и понудата со пари, богата понуда и самото ласкање. Она што е клучно, го спомнав овој стихи во некој од предходните предавања, е Римјаните 12.2. Значи, сега кога зборуваме за умот, затоа што тука е борбата. Секој со секој искушение, борбата е за умот. 12.2 Римјаните вели: немојте да се прилагодувате со овој свет. Значи, бегајте од гордоста на животот, од похота на очите и похота на телото. Сите тие категории на грев се опфаќаат. Немојте. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Природно е за светот да сака и слава, и пофалби, и така натаму. Меѓутоа, не така со нас. Значи, преобразувајте се преку обновување на вашиот ум. Значи, сите ние имаме проблем со умот. Сите сме се родиле дефектни. Меѓутоа, треба да се наново родиме и да го обновиме нашиот ум, да го ставиме во ред, да дозволиме всушност Светиот Дух да го стави во ред. Знаете, се сеќавате на домот изметен, исчистен, среден, и битно е да не остане така празен вакуум, туку Светиот Дух треба да влезе и тоа ќе биде во ред. Исчистен, среден, се е средено. Размислуваш шарп, што викаат американците. Јасно и чисто. И ова е исто клучно,
Затоа што ќе зборуваме во наредните предавања и за волјата. Затоа што во случката со Валам ја гледаме таа борбата во умот, повторно, иако ја знаеш Божјата волја која е, јасно ти е, ама ти упорно сакаш твојата волја. Тоа е борба што имаме сите ние во било која област од животот. Значи, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја осознаете или дознаете, познаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Што кажува овој стих? Обновениот ум, преобразениот ум, јасно знае што е Божја волја. Валам отпаднал, меѓутоа и на него му било јасно дека од искуството барем знаел дека ако Господ го благослови својот народ, ја не сум, кој сум ја тој кој што ќе опроколам. Нема шанси. Меѓутоа упорно сака да ја твори неговата волја и покрај јасно открената Божја волја, тоа е доказ дека умот му е измешан, а за обновениот ум секој е јасно што е Божја волја. Молам, да. Рековме и парите и бил доста горд. Видите сега неколку стиха само при крајот. Еве во Матеј 7 глава, познати стихови, 20-21 стих, вели и така ќе ги препознаете по нивните плодови. Знаете, често пати, посебно во последно време, и очекувате дека како се доближува крајот, дека само ако имате блиска конекција со Бога, значи врска со Бога и Духот Свети ве води, ќе можете да разликувате што е што. И, па ќе кажам, значи ние сме сите во некој со стаж подолг во Адвентистичка црква, меѓутоа реков, секој ден е борба и треба да продолжиме да трчаме на таа патека. Оти може да се случи како Валам, некоја сме биле, ама утре да не сме. Може и нам некој да ни ласка, зашто? Затоа што себични причини за нешто доби од нас и ред други работи, сега ние ако сме тука слаби или било што. Затоа вели, по плодовите нивни ќе ги препознаете. Не секој што ми вели Господи, Господи. Господи, 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 100 пати ако сега. Моли се 2 сати, 3 сати, не знам што и да е. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезам во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Ова е пак клучно. Оној што ја врши Божјата волја, по тоа се познава кој е кој. Или Филипјаните 2.13. Ако дозволиме, значи, како што кажав, да Светиот Дух завладее со нас, да го обнови нашиот ум, да го насели тој исчистен, среден дом, тогаш ќе ја твориме неговата волја. И не само тоа, туку тој ќе не засели, тој ќе ни даде, денеска зборувавме во пуката, се спомна, и тоа е многу јасно. Законот е препис на Божиот карактер, Бог е љубов, законот е свет добар, Бог е свет добар и така натаму. Меѓутоа, кој од нас може да го држи законот во своја сила? Никој. Не постои таков човек. Значи, повторно ни е потребна сила од Бога. Филипјаните 2.13 вели, зашто Бог е оној кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Обнова на умот, ново раѓање. И кога ќе му дозволиме на Бога, тогаш Бог е тој кој што действува во вас, во нас и да сакаме и да постапуваме, да ја твориме неговата волја. Ќе превршиме тука. Има уште еден дел за еден друг момент кој што исто така делува на добро на умот, да го среди нашиот ум за разлика од некои други работи кои што делуваат да не го измешаат умот. До сега видовме, значи, кога сме кај тоа, Валам му бил измешан умот од парите и од ласкањето. И двете работи не се во ред,
Следниот пат ќе видиме една друга работа, која што исто така може да ни го измеша умот. Тука ќе завршиме, нека Господ не води во ова нова седмица и што да кажам за новата поука, малку ја видов, јас ќе ја стартувам сосема поинаква тема, значи од тоа до сега што го прочував, меѓутоа тоа е добро, значи малку да видиме и дел од пророштвата и тоа како се толкуваат пророштвата, па се надевам дека Господ ќе ни даде едно убаво проучување. Подгответе се. Слава нека му е на Бога уште еднаш. Амин.